Како би одговориле? Кој би бил нашиот одговор на прашањето што е она што најмногу ни дава радост? Што е она што не исполнува најмногу во животот? Што е она за кое живееме, буквално? Различни луѓе даваат различен одговор на тоа прашање. Многу луѓе велат семејството е она што најмногу ме радува. Семејството ме исполнува. Најмногу сум радосен, најрадосен сум кога сум со моите во семејството. Многу луѓе даваат таков одговор, но исто така многу луѓе пак цинично реагираат на таквиот одговор и велат токму семејството ми создава најмногу стресови. Најголемите проблеми, најголемите маки ги доживеа во семејството. И како може да има луѓе кои велат дека семејството најмногу ги радува? Има луѓе пак кои велат не семејството. Човек најмногу ги исполнува работата. Мене најмногу ме исполнува работата што ја работам. Уживам во работата. Ме мотивира. Ме прави радосен. Други пак луѓе би кажале како може некој, како може работата за некој да биде најрадосното нешто. Мене лично работата ми е најтешкото нешто во животот. Само кога ќе помислам на работата, не ми се живее повеќе. На работа ги имам најголемите проблеми, големите искушенија и маки. Има луѓе кои велат радоста, најголемата радост и она што човек најмногу ќе го исполни се забавите, хобијата. Синоќ ќе говоревме за некој човек од Струмица кој бил голем филателист, љубител за поштенските марки. Марките му вределе цело богатство, тој не ги давал за ништо. Тие марки го исполнувале. Тоа хоби предизвикувало најголема радост во него. Различни луѓе дават различен одговор, а пак има и некои искрени луѓе. Така, наискрените велат, мене ништо не ме радува во животот. Сум пробал се и ништо не ме радува. Нема нешто што ме радува посебно. И добро, како христијани, кој би требало да биде нашиот одговор? Што е што најмногу не радува? Ако спасението и животот со Бог не е најголемата радост во животот, тогаш се друго се претвара во бесмислена руина. Зашто доаѓа моментот во кој она што било најголемата радост ќе пропадне и нема повеќе да биде нашата најголема радост. Како христијани, би требало да биде нашиот одговор. Нема вистинска радост во останатите области во животот ако прво немаме радост во Господ. Ако нашата најголема радост е спасението и животот со Бог, тогаш и во останатите области ние ќе искусуваме радост. Ако Бог е радоста во семејството, тогаш и животот со останатите во семејството ќе биде исполнет со радост. Ако Бог е нашиот мотив во работата, тогаш и работата ќе не представува радост. Ако Бог не е нашата радост, тогаш нема основа за радост и во останатите области во животот. Тоа е така затоа што нашиот живот не е само составен од убави работи, добри работи. Многу христијани за жал гледаат на спасението како на нешто добро, но и не како на нешто неопходно. А ако спасението не е првата неопходност во животот, тогаш нашиот живот останува без онаа основа која го разградува животот. Животот ни останува без основа која го држи животот да не се разградува во останатите области. А пак Бог има сигурен метод и ние говорехме во досегашните зачувања од посланието на апостол Петар, има сигурен метод преко кој проверува кај ни е радоста. И во искушенијата, во испитувањата, во страдањата, Бог покажува кај е вистинската радост на христијанинот. Бог во испитувањата, во страдањата, во маките, може да утри токму таму, токму во она, за кој сметаме дека е нашата најголема радост. Да не го одземе она, за кој сметаме дека не можеме да живееме. Да утри онаму, кој велиме, без тоа не би можел да живеам.
И тогаш се проверува дали нашата радост е во спасението и во Бог кој никој не може да ни го одземе. Во животот се е привремено. Се може да снема. Само Бог е постојан. И само Бог е секогаш присутен. И само спасението што го имаме во Бог е постојано. Ние не сакаме да размислуваме за сериозни прашања во животот. Бог ни ги дава испитувањата, зашто токму во испитувањата ние ги поставуваме оние длабоки прашања. Кога ни е добро, кога ни е убаво, не размислуваме, не се ги поставуваме сериозните прашања, зашто ни е добро и убаво. Кога доаѓаат непријатностите, кога доаѓаат проблемите, испитувањата, тоаш почнуваме да ги задаваме оние прашања сериозни. Добро, која е смислата на животот? И ги одбегнуваме таквите прашања, колку што можеме подолго ги одобликуваме. Денеска на интернет видов една скриена камера, македонска, направена во центарот на Скопје. И оној што беше како главна улога во скриената камера, одеше низ центарот на Скопје и бараше повозрасни луѓе, така, малку постари, над 80 години. И одеше кај нив и ги прашуваше. Јас сум представник на една фирма, рекламирам еден производ со посебен попуст, многу голем попуст имате за тој производ, и дали би сакале во 5 минути да ве запознаам со производот што го нудиме. И обично луѓето велат, добро, во ред и така немаме, тука сме пензионери, седиме, убаво време, ај кажни што нудиш. И дечкото вади едно флаерче, каталог мал, и вели, еве, значи, имате сега можност, овој ковчег, погребален ковчег, да го купите с многу ниска цена, со голем попуст. И што мислите? Каква е реакцијата на сите луѓе? Никој не сака да разговара повеќе. И го бркаат. Не ни треба нас тој производ. А вистината дека токму тој производ на сите ни е потребен. И имаме толку производи дома што никогаш нема да ги употребиме, но на крајот на краишта тој производ секој ќе го употреби. И дечкото така упорно продолжува да настојува, но ако во наредните 5 минути го купите, ќе имате и дополнителен подрок, еве ќе ви дадем и венци без пари. И така натаму. И луѓето уште повеќе се нервираат и на крајот стигнува некои со бастони по него одат и така натаму. Поентата е дека ние не сакаме да збориме за сериозни прашања, да размислуваме за најсериозните, најбитните прашања во животот. Кој е смислата на моето постојање? И тие прашања не ги поставуваме на свадба, кога ни е убаво и кога играме оро, тие прашања ги поставуваме кога се соочуваме со тешкоти, кога се соочуваме со смрт, кога стоиме покрај некој близок во ковчег и тогаш умот почнува да размислува за оние сериозни теми кои цело време ги одбегнуваме, зашто проблемите мислиме дека се случуваат само на другите, не и нам. Има еден вистински случај, еден британски, англиски црковен служител од Лондон по име Вилијам Дод, далечната 1777 година. Бил осуден на смрт поради прекршок, тежок прекршок. Бил осуден на смрт со бесење. И денот пред да биде обесен, напишал проповед. Решил да ја напише последната проповед. И после неговата смрт, проповедта била дадена на неговите блиски, тие ја дале во црквата, и кога луѓето ја прочитале таа проповед, решиле да ја публикуваат. И многу луѓе ја прочитале таа проповед на Вилијам Дод. И сите останале така запрепастени. Никогаш не слушнале толку добра. Таа била најдобрата проповед во неговиот живот. И дискутирајќи, луѓето коментирајќи, стигнале и до еден друг човек, Самуел Джонсон, еден од најпознатите писатели во тоа време, еден од основоположниците на англиската книжевност, за коментар го прашале. И тој рекол, кога човек знае дека на полнок ќе биде обесен, неговиот мозок го вади најдоброто, проникнува во длабочините на човечкиот живот и почнува да размислува за најдлабоките нешта. И не е чудно што токму тогаш тој човек е напишал најдобрата проповед. Зашто во тој момент тој се соочува со најдлабоките прашања за човечкиот живот, човечкото постоење.
луѓето до кои што пишува апостол Петар, луѓето до кои што апостол Петар го пишува ова послание, очигледно се во некакви проблеми, испитанија. Сигурно имало луѓе кои биле отврлени од општеството заради верата во Христос. Имало луѓе кои дури од своите блиски биле отврлени од семејството заради верата. Имало луѓе кои загубиле работата, имало луѓе кои биле затворени заради верата, сите биле некако стигматизирани од паганското општество. Христијаните во првиот век биле отврлени од општеството. И сосема нормално е луѓето во такви околности да се прашуваат, има ли смисла, вреди ли да се човек да поминува низ такви страдања заради верата? И апостол Петар, ова прва глава во посланието, дава одговор, се обидува да им одговори дали има смисла. И неговиот одговор, всушност, се состои што прави апостол Петар. Го свртува нивниот фокус од испитувањата, од проблемите кон спасението. И неговата поента е, спасението е толку големо, што вреди си го заслужува секое испитување. Нема испитување толку големо, може да го застени, да ја засени славата на спасението. То е толку големо, што вреди да устојуваме и да издржиме до крај во секој испитание, во секој проблем и да се држиме за верата во Исус Христос. Значи, до сега што видовме? Кои теми ги видовме во изучувањето? Поздрав беше на почетокот, се запознавме со авторот, со читателите и она основното. А после читателите ги нарекува како привремени жители, тугинци во овој свет. И затоа животот во овој свет не е толку пријатен за верните луѓе. Потоа говореше за она вечно, нераспадливо богатство или наследство кое не очекува на небесата. Она богатство или наследство што не венее и што Господ Исус Христос го зачувал за нас на небесата. Минатиот пат говоревме за испитувањата и за смислата на испитувањата. Ти имаат цел. Секое зло во нашиот живот е осмислено од Бог со некаква добра намера, да изгради нешто во нас. Бог преку испитувањата гради карактер, ја гради верата, ја усовршува верата. И сега, во овој дел од посланието, првата глава, 10 до 12 стих, ќе се запознаеме со спасението, тоест зошто вреди да се издржи до крај, зашто не очекува едно големо спасение. Толку големо спасение што ништо во животот не може да го застани сјајот. Значи, ќе читаме 10 до 12 стих. Јас го немам овдека на текстот во следовет, зашто требаше да биде прочитан според сценаријата што Бојан го напиша, ама некои не си ги читаат имейлите. Ова спасение го истражуваа и го испитуваа пророците кои пророкуваа за благодата што требаше да дојде. Тие испитуваа на кого и на какво време посочуваше Христовиот дух кој беше во нив, кога однапред навестуваше за Христовите страдања и за идната слава. Ним им беше откриено дека не си служеа себе си, туку вам, со овие нешта што сега ви ги објавија преку оние кои ви го проповедаа Евангелието преку Светиот Дух, кој беше испратен од небото, нешта во кои ангелите копнеат да нацрат. Значи, нашето спасение е големо, многу големо. Зошто е големо нашето спасение? Големо е зашто е исполнување на најавата за Божјата благодат, најавуваната Божја благодат. Пишува за пророците кои во Стариот Завет се обидуваа да ја разберат, да проникнат, да ја истражуваа и испитуваа таа благодат што требаше да дојде. Сакам малку повеќе на благодата да се задржиме, зашто во ова послание апостол Петар дури 10 пати се навраќа на темата за благодата. Мало послание од 5 глави, но 10 пати говори за благодата. А пак има многу конфузија во христијанскиот свет денес околу благодата. Што значи благодат? Благодат е превод на зборчето харис. И харис значи да не ти биде дадено нешто што
го заслужуваш. Значи, да бидеш помилуван од казната која сосемо заслужено треба да ја претрпиш. И во исто време, и тука веќе зборчето на Елеос, да ти биде дадено нешто пак што не го заслужуваш. Да не ти биде дадено она што го заслужуваш, тоест да бидеш спасен од казната што ја заслужуваш, и притоа да ти биде дадено нешто што не го заслужуваш, тоа големо спасение. Благодата е Божјата милост, божествената милост, која Бог ни ја дава нам кои заслужуваме казна. Тоест, не заслужуваме ништо друго освен казна заради гревот. Ние заслужуваме казна. Казна заради гревот. Бог во милоста решава да не ослободи од таа казна. Не оправдува со неговиот акт на праведност. И ние сме ослободени од казната. И што значи тоа? Тоа значи дека за да биде благодатта реална во нашиот живот, ние треба да умствено и душевно да осознаеме дека заслужуваме казна. Оние кои сметаат дека не заслужуваат казна, таквите не можат да бидат помилувани. Оној кој смета дека на суд, на Божиот суд ќе ја докаже својата праведност, за него не може да има праведност. И тоа е тука е големиот проблем на современото човештво, на хуманистичкиот човек. Хуманистичкиот човек кој го издига човекот како критериум за се, како основната вредност во животот, пропагира филозофија чија основно мото е човекот заслужува. Ние заслужуваме. Мотото на рекламите за производите со кои не бомбардираат секој ден е истото тоа. Ти заслужуваш. Ти заслужуваш да го имаш најдоброто. Ние заслужуваме да го имаме најдоброто. И таа филозофија ние заслужуваме влегува и во христијанството. А ние живееме во определен општествен контекст и ние не можеме да останеме имуни на филозофијата која не обкружува. И во црковните, во христијанската литература се почесто гледаме учења кои пропагираат заслуга на човекот. Ние заслужуваме. Дури се оди дотаму, може да се најде во книгите на Джойс Мајер, дека ние сме мали богови. Ние сме мали богови, тоа значи дека ние заслужуваме. Се заслужуваме. Ваквите нереални представи за човекот откриваат отсуство на сознанието за гревот. Или пак не отсуство на сознанието, туку покажуваат присуство на несакање да се признае гревот кај човекот. И тоа на крајот, во крајна мера, резултат на се помалото познавање на Бог. Човекот се помалку се интересира од Бог. Се повеќе човекот е фокусиран кон себе си. И нормално кога се фокусираме најмногу кон самите нас, во нашите представи се издига личноста, нашата личност, човекот се издига. Ако ние се фокусираме како што е правилно повеќе кон Бог и ако го запознаваме повеќе Бог, тогаш ќе добиваме реалната представа за себе. Ние немаме, ако се гледаме само себе си, ако го гледаме само човекот, ние немаме правилен критериум за споредба. Кој ќе биде нашиот критериум за споредба? Мајмуните? Животните? Бог е. Ние сме создадени по Божиот образ и Бог е нашиот критериум. И во растежот на познавањето на Бог, ние гледаме колку сме се оддалечиле од Божиот образ. Колку сме се оддалечиле од намерата што Бог ја имал за човекот кога го создал човекот. Осознаваме колку сме грешни, колку сме недостојни за спасение. Тоа сознание доаѓа преку познавањето на Бог. Колку повеќе растеме во познавањето на Бог, толку повеќе осознаваме колку сме грешни, недостојни. И тогаш осознаваме колку е големо спасението. Ние нема да осознаеме големината на спасението ако не се познаваме себе си, својата грешност. Нема да осознаеме благодата ако прво не сме осознале какви сме ние. Дека не заслужуваме ништо друго освен казна.
во пеколот. Спасението е толку големо, зашто е реализација на големата Божја благодат. И ќе видиме ние понатаму, спасението е толку големо, бидејќи таа благодат е подарена преку голема цена, која е платена од самиот Бог. Значи, за оној кој го исповеда Исус Христос, крстот е доволен за спасение. Единствената пречка за спасението е гордоста на човекот. Тоест, филозофијата ние заслужуваме. Тоа не е големата пречка. Гревот не е пречка. Божјата благодат е толку голема, спасението е толку големо, што го покрива секој грев. И најголемиот грев. Не можеме да си представиме толку голем грев, што Бог не може да го прости. Единствената пречка е гордоста, несознанието, неосознавањето на собствената грешност. А оној кој го бара Христовиот крст, за него тоа е доволно. Второ, спасението е големо, зашто беше пророкувано од пророците во Стариот Завет. Така. Ова спасение, вели, го истражуваа и го испитуваа пророците. Може некој да си каже, некој може да си каже, добро, од кај да знаеме дека критичарите на Библијата, тоест оние кои тврдат дека Библијата е обична митологија, дека верата е некаква психолошка состојба кај човекот, од кај да знаеме дека сето тоа не е така? Апостол Петар вели, пророците 500, 600, 700 години пред Исус Христос, иако истражуваа и не им беше јасно, со точност кажаа за раѓањето, смртта, воскресението, вознесението и второто доаѓање на Исус Христос. Во Стариот Завет пророците се мачеа да разберат какво е тоа спасение кое треба да дојде, какво е таа благодат која треба да се покаже со Исус Христос. И спасението е толку големо зашто ние сме привилегирани да го искусиме. Она што пророците се обидува, се мачеа да го сватат, а ние денеска го живееме. Нашето спасение е големо зашто е навестувано со векови и не е креација на луѓе, туку е вдахновено од Бог. Апостол Петар вели овдека во овој текст, се што пророкуваа пророците во Стариот Завет, се што кажуваа, беше вдахновено од Божиот дух. Тие не прогнозираа по-човечки, тоест не погодуваа, туку така и на крајот нивните пророштва се совпаднаа со вистината. Зашто има прогнозери. Има луѓе кои прогнозираат што ќе се случи и многу често нивните прогнози се остваруваат. Пророштвата во Стариот Завет, вели Петар, се вдахновени од Светиот Дух. Тие говореа вдахновени од Христовиот Дух. Христовиот Дух откриваше што треба да се случи. И во истото тоа послание, малку понатаму, апостолот вели, зашто никогаш ниту едно пророштво не потекнува од човечка волја, туку луѓе поттикнати од Светиот Дух зборувале од Бог. И продолжува овој текст во 12 стих. И ние сега, апостолите, кога го проповедаме Евангелието, не го проповедаме од нас самите, туку и ние сме вдахновени од Светиот Дух. Значи, идејата овдека е дека тоа спасение за кој се говори во Стариот Завет, спасението за кој со векови говореа пророците, не е човечка измислица, туку секој нивни збор е поттикнат од Бог. Навистина, авторите вложувале своји зборови, стилови, начин на изразување и затоа се разликуваат книгите, но секој нивни збор е воден од Бог и запишено е она што Бог сакал да биде запишено. И кога велиме дека пророците говореа за тоа спасение, можеме слободно да кажеме Бог говореше за тоа спасение. Спасението е толку големо зашто самиот Бог говореше за тоа спасение. Самиот Бог го ветуваше и самиот Бог го исполни.
Некој може да каже, има такви критичари, па вие верувате зашто самата Библија тврди дека е боговдахновена и велите дека е боговдахновена. Секоја книга може да си стави таков заклучок. Да, но разликата кај Библијата е во тоа што има интегритет како никоја друга книга. Библијата е пишувана повеќе од 1500 години. Ако земеме фактот дека Јов пишува некаде 2000 години пред Христос, имаме 2000 години на континуитет во пишување на Библијата. Различни луѓе во период од 2000 години на различни континенти, во Африка, Азија, Европа, со различни профили, различни професии и пишуваат Библијата. И сите се обединети во една идеја. Од почетокот до крајот има една нишка. Спасението во Исус Христос. Од третата глава на Битие, па до последната глава на Откровение, ние гледаме таа нишка. Исус Христос и спасението кое доаѓа преку Месијата. Како е можно 2000 години различни луѓе на различни места да пишуваат за една иста идеја, ако сето тоа не е водено од еден надприроден автор, од Бог? Нашето спасение е толку големо, зашто е Слово, Божо Слово за човекот. И четврто, спасението е големо, зашто е дури тајна дури за ангелите. Ајде да ги оставиме пророци, тие се само луѓе. Тоа е тајна дури за ангелите. Вели дека тие копнеат да надзрат во спасението. И тука има еден збор, гречки збор, многу интересен. Опишува човек, зборчето надзрат, е превод на паракупто, кој значи, кој опишува човек кој ги наострил ушите, ги ококорил очите, дури се поднавел така, за да види нешто, да разбере. Целиот е така внесен, наведнат е напред, кон нешто го интересира многу. Идејата дека ангелите од небото ококориле очи, ако имаат очи, тоа е целото внимание го свртеле. Така од небото се надвиснуваат на кај земјата, за да го надзрат спасението на човекот. Зошто? Па затоа што и ангелите сгреши. Има ангели кои сгрешија. Сатаната сгреши, паднаа. Но Бог не ги спаси нив, туку реши да го спаси човекот. И во таа област ангелите копнеат да осознаат што е тоа толку големо што човекот заслужува да го добие. Спасението. Спасението е мистерија за ангелите. Спасението може да го искуси само човекот, паднатиот човек. Ангелите само, гледајќи црквата, заклучуваат што е спасението. И за да биде чудото поголемо кај ангелите, Бог, кој во својата природа како ангелите, духовно суштество, стана човек, материјален стана. Ако Бог реши да ги спаси ангелите, ќе требаше да се воплоти во нешто поинакво од него, но послично на него отколку човекот. Требаше да стане ангел за да ги спаси ангелите. Тепак тоа е само предпоставка. Но Бог го прескокна тоа. Реши да стане човек. И со тоа стигна до неголемото унижување. Стана материја, од дух стана материја. Стана тело, за да го спаси човекот. И ангелите копнеат да го осознаат тоа. И затоа спасението е толку големо. Ангелите се мокни суштества. Тие Бог ги избра како своји представници во комуникацијата со созданието. Тие се они кои ја разнесуваат и ја прогласуваат Божјата волја. Тие познаваат Божјата волја, зашто Бог им ја открива и така ја пренесуваат. И тие мокни суштества, силни суштества, ние можеме да видиме во Библијата сцени во кои што еден ангел уништува војски. И тие мокни суштества, импресивни духовни суштества, учат за спасението, наблюдувајќи го човекот, наблюдувајќи ги верните луѓе. И затоа спасението е толку големо. Ние сме привилегирани да се радуваме на толку големо спасение. И на крајот, спасението е толку големо, зашто е изработено од Исус Христос. Самиот Бог реши да стане човек, отиде на крстот за да го спаси човекот. Самиот Бог умре за човекот. Тоа е големината на спасението.
Исус Христос е центърът на човечката история. Исус Христос, неговото доаѓање, смрт, воскресение и второто доаѓање се централните настани во човечката история. Нема други настани кои може дори оддалеку да се споредат со Исус Христос. И Исус Христос е центърот на Библијата. И видите, овој текст кој говори за спасението, за големината на спасението. И апостол Петър го вклучува овде веднаш после испитувањата, за кои говорев минатиот пат, за да покаже колку големо спасение не очекува. И вреди секоја мака што ќе истрпиме. И во центарот на тој текст, од 10 до 12 стих, е Христовото страдање. Може да видите. Во центарот на тој текст е Исус Христос кој страда. Страдањето на Исус Христос. Тој е центарот на се. Околу него се врти се. Исус Христос е центарот на Словото, Исус Христос е центарот на човечката историја, Исус Христос е центарот на човечкиот живот. Исус Христос кој умре и сега е прославен, седи десно од престолот, пред кого целото создание ќе се поклони како спасител. Нашето спасение е толку големо што е втемелено на овој централен настан во историјата. И тој централен настан во историјата треба да биде нашата најголема радост. И тука се враќаме на она прашање од почетокот. Што е она што ни нуди најголема надеж, радост во животот? Ако нашата најголема радост не е овој централен настан во Словото, во историјата, во животот на човекот, тогаш нема вистинско спасение. Може би и нема вистинска радост. Може би минуваме низ некакво страдање, но сме вкусили веќе од спасението, од животот со Бог. Исус Христос прифати трнлива круна, за да ние бидеме прославени со славна круна во целата вечност. И тоа е радоста. Ние не можеме ни да ги сватиме богатствата, наследството што Бог го има за нас во целата вечност. Затоа, кога страдаме, треба да устоиваме до крај. Поради радоста или поттикнати од радоста во спасението, радоста која доаѓа од сознанието за вечната слава. Ако тоа го немаме, ништо друго во животот нема да ни даде вистинска радост. Зашто испитувањата можат да го погодат секој нешто за кое сметаме дека е нашиот единствен извор на радост. Испитувањата не можат да го погодат само спасението и Бог. Се може да се поклати во нашиот живот, само спасението не може да ни биде одземено. И затоа тоа е темелот на радоста во се. И последно правило во херменевтиката, и со тоа ќе завршиме, последно правило во изучувањето на Библијата. Првото основно правило, тоа е првите три правила се контекст, контекст, контекст. И четвртото правило е види кои се зборовите кои во некој текст авторот ги повторува повеќе пати. Штом ги повторува, тие зборчина значи се важни. И можете да видите, јас сум ги подлекал со црно, вас, вие, вам. Тоа се 4 пати, тоа се зборчина кои 4 пати се употребени во текстот. 4 пати. Вели, за вас се оствари благодатта, вам ви пророкува пророците, вам ви се проповеда евангелието на благодатта, тоест вам сега апостолите ве проповедат, вам, вас. Што значи тоа? Прво, сака да каже, тоа големо спасение е за вас. Ние сме потенцирани. Имаме лична заменка, множина второ лице. Вие сте оние во кои што се реализира големата благодат и големото спасение. Но има едно друго нешто. И вие треба да го прифатите тоа. Вие треба да го направите реално со вашиот живот. Бог вам ви го дава. Бог вам ви ја проповеда таа добра вест. Но вие треба преку вера да ја прифатите. Вие треба да бидете конзуматорите на тоа спасение. Вие треба да се насладувате, вие треба да уживате. Не е тоа за ангелите. Тоа е за вас.
Таа благодат доаѓа кон нас. И ние треба да поверуваме. Која е нашата најголема радост? Во реформираниот Хајделбершки катехизис, првиот член, една простичка реченица. Што е она што ти дава утеха и во доброто, и во лошото, и во животот, и во смртта? Така започнува катехизисот. Кој е твојата единствена утеха? Во животот и смртта. И тоа е прашање од кој зависи не само вечноста, туку зависи животот на земјата. Каков живот ќе живееме овдека? Дали во изобилие, каков што Христос ни вети, или пак мизерен живот во страв и во мака? И денеска, како и во времето на Исус Христос, има луѓе кои веруваат, меѓутоа го немат спасението, го немат вистинското спасение. Зошто? Зашто не можат да признаат дека не сме добри луѓе, туку грешници кои не заслужуваат спасение. И ќе завршам со една проповед која е кажана од еден епископ, Џон Тейлор Смит, познате, бил капелан во армијата, стигнал до чин генерал како капелан и кога се пензионирал станал епископ во една црква. И кога проповедал еднаш за новораѓањето, почнал вака да вели: значи, вам ви е најважно новораѓањето. И новораѓањето не може ништо да го замени. Може да одите во црква, но тоа не е замена за новораѓањето. И се свртал кон ректорот, таму црквите во Англија имаат ректори, се свртал кон ректорот и рекол: може да бидете дури и ректор, но ако не сте новородени, тоа не ви користи. Потоа се свртал кон архидиаконот и рекол: може да бидете како овој мој пријател архидиакон, но ако не сте новородени, ништо, нема полза тоа што се архидиакон. И на крајот рекол: може да бидете епископ како мене, но ако не сте новородени, ништо, немате спасение. Завршил проповета и после неколку дена добил писмо од архидиаконот. И во писмото пишувало: епископе, ти ме разоткри. 30 години служам во црква и не сум ја почувствувал никогаш радоста, она радост за која што говорат другите христијани. И сега кога ме посучи, јас разбрав дека не сум бил новороден. Дојди, те молам да разговараме. Ништо не може да го смени новораѓањето. Нема замена за новораѓањето. А новораѓањето е преку верата во спасението што Исус Христос ни го дава. Ако не ја познаваме големата радост од толку големото спасение, ако не ја искусуваме таа радост, ако не ја живееме, најверојатно причината е отсуството на новораѓањето. Тоа е вистината. Имаме толку големо спасение кое не може да ни го украде никакво испитување, никаква неволја. Што е да дојде во животот? Ако ја имаме радоста од големото спасение, ќе останеме мирни, спокојни. Радоста ќе остане во нас. Што е она што ни нуди и дава најголема радост во животот? Ако не е Христос и спасението, твојата најголема радост еден ден ќе те разочара. Ако Исус Христос е твојата најголема радост и спасението, што е да се случи? Радоста ќе остане. И на крајот ќе кулминира со средбата со Исус Христос, кога го љубиме сега, иако не го познаваме. А апостол Петар вели: а тогаш ќе го видиме и радоста ќе биде уште поголема. Нека Господ не радува со радоста од спасението.